Се поизвестно е дека заедно со парламентарните избори наредната година, штипјани ќе гласаат и на референдум за искористување на парите од самопридонесот. Првиот човек на Штип вели дека најдобро би било веднаш штом ќе се утврди датумот за парламентарните избори, да се донесе одлука за распишување на референдум во Штип. На тој начин ќе се заштеди, а парите ќе се искористат за промена на старата и дотраена водоводна мрежа. Интерес на решавање на овој проблем, сметам дека крајно време е да се распише тој референдум на датумот на одржување на парламентарните избори. Во насока на ова, веднаш штом ќе се утврди датумот за одржување на парламентарните избори, веќе разговарав со поголем дел од советниците, ќе закажеме седница на совет со која што ќе се донесе одлука за распишување на референдум кој што би требало да се одржи на истата дата кога ќе бидат практично парламентарните избори. На тој начин ќе ги мотивираме граѓаните да се изјаснат по однос на искористување на овие средства кои што, како што напоменав, губат од својата вредност. И јас се надевам дека и заради парламентарните избори, но и заради интересот кој што го имаат граѓаните за промена на водоводната мрежа која што е постара од 50 години, која што ни создава секојдневни проблеми, дека овој пат референдумот ќе биде успешен. За точно поставеното прашање дополнително ќе се одлучи, вели Јорданов, ама ќе биде во насока граѓаните да дадат согласност парите да се искористат за промена на водоводната мрежа. Јорданов е оптимист дека ќе добие зелено светло од штипјани за решавање на проблемот со кој се соочуваат секојдневно. Сигурно дека ќе биде во насока на тоа дали се согласни граѓаните да средствата кои што со години наназад се замрзнати се искористат за промена на застарената водоводна мрежа. Некаде околу 1 милион евра се средства кои што практично можат да се искористат. Ова се средства кои што своевремено граѓаните на општина Штип ги собирале во име на самопридонес за одредена инфраструктура, за подобрување на инфраструктурата во градот. Досега никогаш не имало политички консензус и согласност да бидат искористени. Сметам дека ќе изгубат дополнително од својата вредност доколку и овој пат не се искористат, а ние имаме горчлив проблем кој што секојдневно го сведочат граѓаните. Општината и јавното предпријатие ИСАР бараат и дополнителни средства за целосно да може да се промени старата и дотраена водоводна мрежа во Штип. Инаку за парите од самопридонесот се распишувани 2 референдуми во Штип, но ниту на еден од нив граѓаните не се изјасниле позитивно, па парите стојат замрзнати на сметка.